спомена. А на дембел чашија кафе ќе се напија. Младост мило ќе си спомена. Еј, мори моме, како да речам, засолна застанола, не ја не дава. Еј, мори моме, како да речам, засолна застанола, битола не дава. Ако одам во битола, ќе порачам до 3 пајтона. Први мене ќе носи, други чалги ќе свира, трети товар мера ќе носа. Први мене ќе носи, втори чалги ќе свира, трети товар мера ќе носа. Еј, мори моме, како да речам, засолуна застанола, не ја не дава. Еј, мори моме, како да речам, засолуна застанола, битола не дава. Засолуна застанола, битола не дава. Шубо ми ја манавте битолска, Јако. басчеа. Шубо, влезе од оздоло онака. Кога ќе ми рече Амол, си викам, кај Амол, право многу високо ми дојде, јас директ нагоре трачим, и кога почна долу, реков, добро е. Да. Убаво, длабоко. Да. Ај добре Да не дојдовте. заглавиме, добро те најдовме. Убав леговме со битолата. Со тебе си се знаеме, си сме колеги од факултет. Со тебе денес се запознаваме. Како ти беше името, те заборев? Стефан. Официјално. Стефан Виктор. Филипче Викторче. И сега ми кажува Филип дека уствари вие свирите и баскате дури по улици, онака баскинг, не знам како се вика на македонски, баскање се вика. Па немаме збор на македонски, мислам дека немаме збор. Нема. Треба да измислиме. Ми покажуваше видео некој во Охрид кај што се случил хаос невиден. Охрид. И сега ми е многу јако, пошто јас му кажав него пре, јас имам пробано еднаш во веко. Сум сакал од секојаш да одам негде странство и бев негде странство и ја отворив гитарата, ја наштимав, ја затворив, си одов на друго место, седнав пак, ја отворив, поднаштимав уште малце, некако не ми фаќаше, не може да се натерам себе си да го почнам нештото. Ми интересира како вие дојдовте до овој момент. Што ве натера уствари во Македонија да го направите ова? Па и ја направо почнав прво. И јас така почнав. Тука не ми одеш и мене да собрам храброст тука. Нема тука народот што ќе речи мамето. Тука треба доста да си храбар за првен тука да искосиш директно на свој терен. Така да и јас пробав надвор и после некој време кој видов дека надвор е одлично, реков чиме така надвор. Кај нас би требало да биде барем дупло. Така си. И испадам право дека сум. Баш ми е мерага, ти кажам право. Јас сега со овој мајндсет би застанал, би свирел, немам мака, ама тогаш пред 7-8 години некако
како некоја кочница да има умствена леле што ќе дури во странството викам никој не ме познава, ама како да седнам сега, зошто јас би седнала му свирам на луѓето, некако не може да се натерам себе си. Чудно е малце, чудно е. Тицвер, факултети, чуда ова она и на крај испадна дека најмногу ќе уживаш во Охрид, на рандом вечер, скроз случајно недоговорено. Да. Како на дојде до неофицијална тоа? свадба. Тоа е тоа. Како дојде до тој да, момент? баш добро сега таа вечер посебно се случи свадба без невеста беше муабетот. Интересно беше многу како искуство и се, али мислам дека посебно искуство е кога нема да биде многу на договорена работата, нема да биде многу преофицијална, без многу очекување стеги, да, планирање посебни. Така си е, да. Да, и нели кога е непланирано, секогаш излегува на крајот. Дефинитивно. Најдобро искача, не може да едноставно и самото свирење на толку ударно место, на пример сега ако правиме без Охрид, на улица е многу друг филм се ствара, некој филинг се ствара посебен кој што не може да се опише на обична свирка или негде било каде, така како си. буквално Ама самото место е така. Поготово во пикна сезона. Самото место и е така. старо е место, да, и градот е старо дело исто, ако правиме муабет, има некој стар дух, значи така. Самото место се вклопува со таа музика, мислам било која друга музика да свириш на тоа специфично место не се вклопува едноставно. Така си. Така е. Амбиентот со музика се вклопува И баш. нема кој не поминува таму. Ама и сите се расположени, знаеш, сите или одат негде или идат од негде. Да, да. И друго е, знаеш, овде И кај нас. неочекувано, Да, од овде кај нас јас имам приметено од свирки, на пример, во странство не чекат да се напијат за да уживат, влегват и уживат на свирка. Овде кај нас дурне се олабат да се напие некој, па песната му се погоди, па си има процес. И сега овде, во Охрид, обично се сите ојдени да изуживат на одмор, се на лабаво, некој веќе е пивнат од дента, некој сега оди, знаеш, сигурно атмосферата поинаква. Затоа ми беше многу јако кога ми опушти видеото, го гледам прегел луѓе на собрани, пеат, урлат сите, за мерак, онака, да како душа да има градот некако. Многу јако. Свирите на други места низ Македонија вака? Па јас за мене можам да кажам дека сум свирил на не знам на колку места, али на тревка да кажам 8, 9, па можда и 10. Околу 10. Значи си ја свртил Македонија уствари. Па скоро на пола палца. Браво, храброста. Браво. Тицвер? Опа, ти беше во Охрид или? Не, во Скопје имам многу одамна баскано. Многу одамно. Немам свирено на улица, буквално, па може да се каже 10 година сега, како што сум свирал во Охрид. И последен пат во Охрид ти беше? Еве ќе спомнам, со Марко Чварко прв пат засвирев на него, со него на... Извини, ти го наместам малце, да ти го доближам малце. Да не сум тивок малце. Не знам, од тука не можам да го гледам вака, че сигурно е, ќе го доближиме малце. И со него, затоа што они се едни од најстарите баскери во Скопје. Во Скопје прво го скршив мразот. И така да малце, што знам, во Скопје не сум се осудувал многу да во последно време да свирам, не знам, најверојатно сум пораснал многу изгледа или не знам што. Не можеш да знаеш. И поема немам, некако изгледа дека као дома го гледам и можеби за тоа некако се така. Добро, ама па кумот ти некоја чудна трема ме фаќа. Прилично. Оне друга шема е, тој малце подруга е, он како тоа се гледа цел живот и нема гајле он. И со него сум го скршил мразот прв пат. Тоа можам да го кажам. Толку се гледа како то, што не ни сакаше да дојди денес. Ајде кој ќе иди. Сега оптегнате во Охрид гарант. Си излежава на плажа. Лежалката ќе ми ја фатат, сега убитола ќе. Така глупости. Не, јас го знам од уште на факултет кој в Скопје таму 9-та, 10-та како му иди, не знам. И си се местеше со пијаното и си свирнеше, ги си запееше и знаеш ми беше онака скроз си викам види брат рајат. Значи
Јас да седнам, ќе се думам, ова, она, шо песна, како си застана, брато, си се намести, си почна, си свирна, муавет со луѓето, ова, она, шуго си, викам. Знаеш, онака скрос рајот од умо. И тоа е можда најчистата форма на ова што го правиме, кај што немаш карти, концерти, немаш газди, немаш менаџери, немаш ништо, едноставно застанваш и го правиш ти тоа што сакаш да го правиш. Ти си свој газда. Ти се сака. Ти си газда. Скроз. Ти ги одредуваш правилата за него. Значи ви уствари немате бенд официјален, туку си сте собрани луѓе од ваму од таму. Не, па сега последно беше со Стефан исто што свири со нас, се поздрав и до него. Со него ние се запознавме во Охрид. Кога стасав јас во Охрид. А Стефан се запознал со Марко недела дена пред јас да се сам во Охрид. И така се погодивме, буквално. Со здружени сили на крај. Немав представа дека има некој друг во Охрид. Спонтано, многу спонтано и... Но он... И после дојде Филипче. Го прошалтавме Стефан фактички во Староградска. Он пред да дојдам јас свирел, мислам, забавна. И од кога дојдов јас Охрид, си го земав со мене и се прешалта на македонска. Сака неки што ќе прави. И тука некој се прешалтува од време на време. Малце забавно, малце народно, малце... Она цепо. И сега го ќе видиш, знаеш имам приметено со годините и јас дури почнав да размислам сега можда требаше некојаш порано почнам од цело време што не почнеш свадби ова она. Не бе, јас знаеш забавно ќе правам. И сега како ги гледам работите си викам почнува плачи син ти дома свилиш, па можда требаше нешто со народ. Тоа е. Преако. Не, мислам дека тука да беше Марко највеќе имаше он да каже за тоа. Он беше цел живот забавно и Pink Floyd и Coldplay цел живот. И знам дека ми има кажувана приказка дека му викале луѓе во пријателиве постари дека бе слушај ќе си легнеш на брашно, ќе дојде време ќе свртиш на народно. Сите што почнале си се вратиле на стари години во народното и он секогаш бил да не никако и Ја нему ни викав. Знаев по мене дека така ќе биде и си молчав цело време. Али него јас пак го повлекав. Свиревме на блиски локации и недела ден издржа и после недела дена фрли клавиатури и зема гитара и каже, ми вика од кај свириш ова песнетка? И викам од таму. Добро, и почне. Ова, од тука, и спремивме, не знам, 5-6 песни. И свиревме ден-два и... Вика, ова ќе ти батувам како Pink Floyd, како Coldplay, вика. Какви бакрачи. Ќе се расправам јас таму, Purple Rain, не знам шо. Немате. И така. Ама така си е. Види, реално, мене ми е многу мерак шо македонската изворна музика почнува да се враќа, да речем, на сцената. Од едно време беше или Странско, или XU, и толку, разбираш, немаше ништо. Сега почна да преработки ова, она, и почна пак да се модернизира, се враќа во приказната. Отиваме стварно многу песни. И ново компонирани народни, ама и од старите на народни, што стварно е убо да ги знаеш и да ги изведваш и сите марифети. Плюс на народот подруго е, брат, корено си влечи, како сакаш речи, кога ќе почнеш нешто наше, поинаку е. Едноставно чувството е друго. И сега, може да е природен процес, па како помлад сакаш да пробаш нешто друго, да направиш ова, па на постари години се вратиш, не знам. Јас ќе продолжам да си ја правам музика, да си ја правам, ама некако се поќе ова другото ме влечи, и пошто и работа ми со видеа и линденски деној чуда и ги гледаш, знаеш, сите тие традиционални начини, и некако си се враќа. Си повлекли, човека во Охрид. Си повлекли. Ајде да не кажеме како старееш, така. Рекол, не рекол, брат, тоа е вистината таа. Го кажав, ништо и сечи. Кажи ми ти, пошто знам дека ти си свиреш и забавно, и народно, и со Ренџов, и со кој се не, сега си на повик, предпоставувам. Па да, подолго време и добра е, функционира така. Фриленс. Фриленс, како што викаат тој програмери, фриленсер. Може и вака да се функционира, затоа што ако си има своја група исто како нешто како своја фамилија е тоа, групата, бендот е еден вид фамилија е тоа. Значи не е тоа туку така
едноставно тоа се гради со години. Дефинитивно. Сум имал многу пати групи, исто така и за забавно и за народно, но мислам дека вака подеднакво Вака исто добро се функционира, тури може и подобро, помалку главоболки. Не, зашпаш поарно. Да. Еве Ментално подобро делува. Ама еве гледаш. Ми се јава колку души можеме да дојдем, не знам, към тројца, четворица, пошто простор нешто да имаме да седнеме. Ајде, важи. Па и тројца ќе дојдеме, па и двајца ќе дојдеме. Зависи се бенд да дефте, ќе си спокаравте дома, ти идиш, не идиш, вака лабаво. Идиш, не идиш, добро, ти идиш, ела си. И на крај и сам да дојдеш, не е проблем, ќе си поправевме муавет, ќе си посвиревме, ама вака поарно е. Не, бенда бевме, ке требаше сега малку изгледа да почекаме, пошто сега е сезоната со свадби, со... И то така е. И то така е. Види, не дека е лоша идеја, јас планирав лани така да направам кога почнував, да речам, овој период лабавото, да почнам да одам по градо и јас да снимам, ама ако ми текна дека ќе треба да влечкам светла, не знам, микрофони и ова, она, реков, брат, не се фркавај, дај полесно е да дојдат луѓето, да си се наместам јас овде кој што сум, да не ги имам, отколку јас да се тегнам дур се наместам, па сонцето светнало, па го снемало, па заврнало. Беги, поарно вака, па некој лежалката ја фатил, па не знам шо било, па урла некој таму по децата. Знаеш по плажите како е кај нас. Не влегај да јачи позади. Помалку организација. Во секој случај. Ај лабаво, брат. Така немаше лабаво биди, ќе бев јас напнат и ќе беше некако вака подруго и си дојдите, и си касниме и си напиеме. Мислам сокче, да се разбериме, сокче од морковче. Не пиеме друго. Така е. Не ми имат речено што не клаиш нешто, тука би ќе клам јас, ама некој треба та рекламата да ја покрие. Јас вака самио, кој сум јас сам така реклами да правим, сам нема смисла. Така. Што сав да речам, значи си свирите претежно македонска музика, претпоставувам по нешто и забавно оди, ама или поке на народно. Јас сум стриктно на народно. Марко е знај да замеша. Знај да замеша, кој ќе му здосади, он знае да избега на ден-два, ама пак се враќа. Е така е, кога касниш кафанска плескавица, после то стара поговорка е таа народна. Јас уште немам каснато, ама некако повлекла работата, ми се пријатно. Ти мириса. Ми мириса, да. Сакате, ама ним уште нешто се вака, што ќе ми свирите друго да ви изгрешам. Нешто охридско се. Може сакаш да измешаме или уште сакаш? Почнавме ли да продолжиме со битолско, ако не веќе? Може и охридско, што се мене тиче не е проблем. Може, како било? Може и скопско да мани да го сакате или од кај беше ти рече? Од Велес, од градско. Од градско, да. Нешто велешко да мав не може. Нешто поградско, ако може да велешко. Ајде охридско, ајде. Може охридско, Дур не држи еуфоријата, да. Сме таму, така. Уште сме таму со памето, да. Не знам јас дали ќе знам, ама не е проблем. Може ќе ве најдам негде. Знам. Ќе не најдеш како не. Доста захтевна песна е. Поготово за гитаристи. Зијам тарабуката, јас не е проблем. Тарабука. Ами шо? Почнете си вие, ќе ве најдам, јас не е проблем. Како сакаш, мислам. 12, само да знаеш. 12 е, таков е. 11. И не знам дали ќе ве најдам, ама ќе се пробаме. 7 плюс 5 мислам дека е. Не знам, почнете вие. Ако ве најдам арно, ако не, ќе си шлукам од страна. Srce nekoj ti od kralena,
zaboraviš. Загрешив едно престапат. Сложено малце. Ќе треба прв пат да слушам. Што е најго прв пат да слушам во животот. Прв пат се слуша песна? И жими мајка брат. Значи мислев дека кога почни ќе види нешто што го слушнато и почнуваш и дремам ваков да се мешам, да не се мешам. Реков лававо шо. На Виолета Комарска мислам дека беше ова. Да, мислам дека од неа. Да, неизина. Може. Не сум многу во тек, брат. Да, сложен. Искрено не сум многу во тек, треба сум многу појќе. Ама и јас по тој забавњачкиот дел, друг стил сум скроз. И ми е мерак вака кога ќе почнува нешто и ако не го знам, реков ќе се замешам шо е врска. Ако грешам нека изгорам. Закон не ме фаќа са тоа е. Моje си е, каже. Ами така де шо. Кај мене на емисија си сума го сакам, партал ќе на. Се шалам, не. Ќе си ја имам во предвид да си ја научам за натаму за некој. Сакаш една ќе отсвериме, не. Не, попосте ќе направиме уште нешто ние во секој случај. Туку да поднаучам нешто, видиш. Една, друга, трета, петта, после ќе го видите и Виктор таму во Охрид негде со дечките застанат седери со тарабучето или што ви фали од инструмент. Виктор, па ти не свиреше на улица, чекај, како вака? Мене ми е многу јако што се случи. Тоа ми го прат со камерата, ќе ми видат, чекај, ти не беше пејач. Добро, да уште сум пејач, шо има врска. Ама не дека снимаш. И што не смеам да работам друго, треба само пејач да видам во животот. Шо има везе? Така што можно е да ме видат и негде, ме имат видено и кај што растоварам, растовар, дрва, камења, такви работи. Не е страшно. Таму не згонат решат, пејач. Да, ти не беше, ти не беше детето. Беше, го викам, понекогаш. Очигледно не секогаш. Нема везе. Кажете ми, кога сме веќе на тема други професии, имате работено нешто друго освен ова сега во живот? Мислам, имате сигурно, имате нешто. Па ја и не сум музичар по професија, така? Мене. Шо си по професија, брат? Како да ти кажам сега? Како да ти кажам сега? Комплицирано. Дунари копаме се. Не, мислам, јас сум сега моментално далеко од професијава, али јас средно учев сосема друг смер. Јас бев средно физиотерапија. Браво. Сега правиш умствена физиотерапија. Виж, не е толку далеко. Не е толку далеко, да ти кажам право. Пак со прстите работиш. Пак со прстите работиш, ама го пренесваш како звук. Преку уши.
му чепкаш по ушите на луѓето со прсти. Преако. Да. Ако бе супер Браво, шо, тоа е тој баш добар занаед. баш убав занаед е тој. Мислам, не се склопуваат баш професии, бе, мислам. Никако не можеш да ги уклопиш, Нема али... текнато тебе. Зашто Значи, додека свириш масираш, негде, пееш? Не, свириш Дупло негде на- и си наоѓаш луѓе за масирање. Така, така. Или тоа. И кога завршиш, ги договараш во меѓувреме, завршваш и одиш потаму и ајде. Масирање, си ги масираш, ти Ти му нема погледам врска. некоја визит карта и... Да бе, да. Оти да нешто. Кажи ми ти, освен музиката, друго, имаш нешто правено во животот или? Пак е се врти околу музика. Еве ја професор во основна школа по музичко образование. Браво. И пак тоа, врти се учи пак тоа. Само со деца овај пат. Да, Во ово се основно, буквално, Покомплицирано. онака... Да, дефинитивно. Јас сам во приватно Али добро, предавам, убаво ама ти исполнува пак денот ти е... исполнувам и зема енергија, баги. Тоа... Зема, мислам, Спиеш децата... убаво, како Да. и да. Децата се супер. Мене ми се случваше, брат, јас имав различни возрасти, пошто приватно школо. И неколку часа денес, и си одиш дома и не можам ништо да Да. правам покеј. Значи, умре нотепано, два и да касниш и да си легниш, нема туж шанси. да маниш и толку. Добре, Не е мала индивидуалната работа. настава дури малку поспецифична знае да биде. Дефинитивно, Поспецифична. дефинитивно. Малку е подруг Шу. тип на настава. Значи физиотерапија и звучна терапија се спојуваат во Охрид. Хармоникашто исправа кичми. Така. Ко можеш неа да исправиш, Својата брат, витка. значи... Не е колку килава, не е многу, 10. Не, ој 11 и 200. Не. На татко ми е 25, така што не Да, е да, страшно. До душа не е страшно. Не е страшно, дури не Докаде треба ја цел ставиш ден да на носиш. Јас со син ми сватив 3,5 кила излезе од болница, си вели шајве 3,5 кила шосе првите 2 минути. После раце болат, рамена, паѓата, ваму враце сака бебето нормално. не? Го пушташ, почнува плачи, крени го пак сете боли, море. После тоа Тренинг, ќе се навикнува човек. Нека си Колкави живи се- здрави. Ти имаш едно или две? Едно. Едно? Колкаво е? 3 години. Добро, ти си во фазата сега. Не таму, не, застан. Во фаза на полицаец. Ние влегваме таму, лази нашиот и се почнуваш од сега. Не, зато ти се го интересира нормално и ќе запни твоето на вратата колкаво е? и се качва 8 месеци бе. А, Стои на чекај. нозе, све. Пример на вратата се фаќа со рацете и ги крева нозете и се крева. И се каде од тука, ќе паднеш. Ама го сака, мајмун мора да проба и на кревет на ова, на она. И сега почнуваме, немој таму, застани, чекај, не штекеро, кабелот, не, по каблите многу. И кабел да не види дома. Чим Као, почнал сега да Интересни оди. се, да, чим ќе почнува да почни, додат. кај да е. Ами и татко му на И во првиот роден штекерите га ден, ставиш такви мрзливци внатре, ние ставивме све тоа. знаеш дека му се смеев на луѓето. За секој случај. Видов другар во Скопје кој бев на времето. Шо е ова бе? Абе baby proof стано, бе бегај му викам ние дали baby proof растевме. Ваката, ќе видиш рече кој дојди. Кој бе јас нема шанса. И го гледаш Виктор на тему седнат пред 2 недели за штекерите, за ќошоите нарача, за не знам што. Дерикјат тему што има тој еден Звончење пари за креветче. Да. Убав период е многу, само добар, што добар ужас. само што треба го мислиш цело време. Така, така. Преако. Туку да се вратим, јас знам да забегам од темата многу. Нема Зато врска, лаба вака убава се тема, емисија. убава тема. Со Тама, да. со месивате се уклопува баш. Да, ти колку години имаш, брат? Јас сум 28. Сега 29, скоро 29, Значи, тука е на значи- вратава е 29 Значи кила. тебе назад ти зимата уствари. Назад. Назад. Ао, шубаво. Јас бев еднаш 28. Јас се уште само слушам вакви мовети, знаеш. Кој знае колку пензионерски му звучиме сега, си вика. Сега, Абе, до аман, вчера мене ми јако, звучеше треба ново, пензионерски, ова сега ново јас го дереđe да зборам. дојде. Абе добро. А не сме многу постари, да се разбираме. Не сме Да, многу. не 8 дека сега вие сте години, многу не, постари, да, Да, бе, да. али- Нема гајле, не е страшно. Ќе биди. Ќе си дојди, ќе ми кажуваш на Ќе некоја дојде, ќе емисија, јас почнав за штекери да купувам онакви чешити. Ќе памтам. Да, кажете ми вака сега, дали има некое место во Македонијата кај што не сте биле, а сакате дојдете да пробате да го направите овој концепт и дали размислувате да го направите ова уличното, да речам, на поголема сцена. Да речиме, еве, се организира битолско лето и да аплицирате и да го направите то на некоја сцена, на офицерски, да речиме, или така.
како посериозно како проект. Да. Поорганизирано. Поорганизирано. Па ја да речем. одма без да размислувам да направам да ти кажам. Добро, ти свадби Ти свириш, ти потпишал со организиран си, немаш гајле. За овие другите, затоа кај него се вртам, за другите ми Добро, интересира. Да. Не, јас имам направено такмиште тука баш во Битола. Браво си. Сега не знам дали имало го како знаеш. беше на настанот. Тука имаше се организираше настанот баш во Битола на Широк Баскет сокак. фест. Може, не знам, али бевме поканети и баш свиривме на Широк сокак, тоа беше лани. Летот. На Широк сокак на поке места имаше. Да, Мислам дека Баскерфест се не ме држи за збор, ама знам дека се одржува нешто такво. Да. Супер. Баш Битола беше и убаво не? Со кој ти Марко бевте? Не, бев со Марко се запознав при рече. Не со Марко, јас се знам многу одамна, али тогаш лани поготово бев јас со пронешена партнерка и бевме заедно. Така ние се расчувме по Македонијава и мене ме знаат од ден денеска, баш вчера во Охрид ми се деси ситуација, баба и дедо по странство живеат, вика, не памтиш? Како не, бе, ти ме ликаве, памтам како... Не ги лаже, викам, не ми текне. Вика, во Битола, вика, лани бе сретевме, вика, со супругата, вика, свиревте. И баба вика, вика, он кој знае колку, вика, ќе има сретната, вика, вака што ќе му застана. Не ми текне, викам, ама, да, викам, сигурно сме ние, пошто да, бев лани во летото, бев во Битола, така да, мислам, така и ме знаат многу меѓи, со староградска музика, така се расчув некако из Македонија. Мислам, јас си терапев предходно, али така некако се... Имаш во бенд некој свирено предходно во животот или? Така, директ му влезе. Директ. Шу. Обично со 2-3, 4 максимум. Обично со 2-3 си се вклапам најубаво. Абе, градски деца од градско ме се рече. Градско Веќе повеќе од тројца, веќе наш... Многу та вие ти се, да. Многу та вие ти. Многу имови измешани. Како викаат Бељани си повлекли. Да, абе, јас сум изгорен, пример, бенд, да се собериме она, ама кој ми текни како сум врвел предходно и колку требало јас да организирам и да тегниш луѓе, да влечкаш па овај, па вака, па така, си викам батали, поарно, и кој ме прашат, оти сам свириш, оти сам, не морам да правам проба, не морам песни да вежбам, значи ништо не морам, излегвам и тоа што го правам и толку е, разбираш. А вака викаш други луѓе, вистина може ќе звучи поубаво, може пополно, ама треба проби, па дошол, па не дошол, па се тегниш, па можам, не можам. Ретко се наоѓаат Молби, луѓе. колби, па... Ретко се наоѓаат Хороскопот дали му е луѓе. погоден, па дали... Скроз, брат, ама убаво си рече ти бендот е фамилија. И во фамилијата, дури стварно од фамилијата да е бендо, не може да не се скараш, не може да нема различни мислења, не мора да има. Да. И тоа е многу зафркнато да се команда и да се контролира. Вака го ќе е лабаво, убав концепт си има да ви кажам право, ме бендисва. Ако и чини, ако не сам ќе си излезам, Така. рајат глада. Да. Шу. Види, за ова горе доле немаме. Па така бевме и до денеска во Охрид сме на тој начин. Да. Јас одам, идеш ли, ако идеш, Концептот ако не овде одам е сам, уствари знаеш кај ќе поентава, дојдеш. да. Значи вие уствари Така, сте да лабаво нема емисијата концепт. на улица. Да, ако дојдеш ти заедно, ако не дојдеш ти, ако дојдеме тројца сме, ако дојде четворица, Пошто четворица ако сме. имаме концепт, може би нема да се деси таа магија, нема да биде тоа. Ако го тоа, направите разбираш. концепто, лабаво да окрстите. Ако биде Сак концепт, имате ќе ами треба не да лабаво преговараме скроз. негде у некоја кафана, да влеземе и веќе Скроз. влагаш во шема, така тука е, се брат. знае како иде Така е, понатаму. па дојде, не дојде, па Да. зошто? Опа. Аха, гледаш. Не, крени ако сакаш, не е проблем, не. лабаво, брат. Тоа лабаво е тука, мислам. Што му Така се замараш. се крева такви повици. Не не е мора ни да го професионално. сеќам ова, пошто е лабаво. Ако е палававо, Да, игнорираш. скроз. Што ќе маниме лабаво нешто, сега, вака, пошто 200 пати лабаво, рековме, свртиме нешто на лабаво. Битолско пак. треба Пак малце битолското, да не Па, влечите бе битолското, оставите. Може. Ние планираме сега градов да го испробаме малце. Битола Како ќе се покаже Битола да видиме баш. Битолчани како ќе се Ние како покажат. ќе се покажеме исто. Битолчани знаат да видат многу крута, ама и многу мила публика. Зависи како ќе се погоди. Јас сум баш Задоволен? позитивно задоволен, ептен Не, нема задоволен. лош Битола, јас коментар. сум не можам
Сега ќе земам тарабучето, тројцата ќе му слези. Баскер тески удриме. Скроз. Јас не покрај баскет спет, јас имам едно... Пошто е жално да поминеме од Битола од тука, да не удриме. Да. Дефинитивно. Мислам, не се враќам јас од Битола ако не сум посферил. Нема да заспијам. Јас тарабучето да го земам и одим. Јас дефинитивно. Се што можеш да Пошто јас имам едно сигурно 20 пати свирено у Битола. Не ми ова веќе како дома. Дечки, тоа е. Браво. Сега ние имаме да свириме, вие имајте убав ден. Се надам пак ќе ни дојдете и ако сте слободни сега поминете долу. Да. Потропаме малку. Ако не најдете тука во Охрид. Тоа е Ако не тоа. знаете, побарајте. Имаше една песна, знаеш каде да ме најдеш, MP3. Толку од нас, поздрав, имајте убав ден. Чао.